Варварска агресија на Путин врз Украина, така првиот човек на европската дипломатија денес ја нарече руската офанзива која трае повеќе од 2 седмици. За Жозеп Борел, кој од Скопје, токму во екот на војните дејства од кои не се поштедени ниту цивилите, а стратуваше регионалната посета на Западен Балкан, станува збор за Путинова војна која има импликации не само врз Европа, туку и врз целиот свет. Тој најави нов, 4 пакет европски санкции против Москва. Путиновата војна не е само за Украина, туку е и за почитувањето на меѓународното право и принципи. Овде станува збор за стабилност и безбедноста на европскиот континент, не засега сите нас, и во економски и во политичка смисла. Ве засега вас, ја засега Унијата, ја засега рамнотежата на светот. Сакам да и се заблагодарам на владата на Северна Македонија за јасната осуда и силниот став против руската агресија, како и за цврстата поддршка на Украина. Најавувам дека го финализираме 4-тиот пакет остри санкции насочени против руската трговија, членството во меѓународни финансиски организации, извозот на луксузна роба, како и челичниот и енергетскиот сектор. Порача дека се надева дека ова ќе биде момент за будење во Унијата за потребата од забрзување на проширувањето. Западен Балкан го нарече стратешки регион за Унијата. Од домаќинот македонскиот премиер слушна дека во оваа ситуација интеграцијата на регионот станува стратешко и безбедносно прашање. Неопходна е кристално јасна европска перспектива за Северна Македонија. Оставање геостратешка празнина не е опција, изјави Ковачевски. Северна Македонија како членка на НАТО и земја кандидат уште од првите денови на конфликтот ја постави својата позиција во линија на своите сојузници од Европската Унија, САД и НАТО. Силно ја осудивме воената агресија на Русија врз Украина и ги активиравме санкциите кон Руската Федерација. До пред 2 недели сметавме дека војните на европското се долго зад нас и дека нема да се повторат. Но денес сме сведоци на воена агресија во која веќе премногу недолжни луѓе, меѓу кои и деца, ги изгубија своите животи. Над 2,5 милиони украинци се веќе бегалци и ги напуштиле своите домови, а ситуацијата е се поалармантна од ден во ден. Во овој контекст, Европската Унија и сите земји членки треба да делуваат стратешки и храбро и да повикаат на интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија. Единствено Европа, која е целосно обединета, може да е силна Европа. Сегашната состојба на статус-кво е состојба која никому не оди во прилог. Шефот на европската дипломатија го поздрави диалогот меѓу Скопје и Софија, за кој се надева дека ќе резултира со взаемно прифатливо решение. Свесен е за растечкиот евроскептицизам поради одложувањето на стартот на преговори, но не може да даде ветување дека наскоро ќе се одржи меѓувладината конференција. Донесе уверување дека тоа е и негов личен приоритет. Certainly the purpose of my travel is not to increase the euroscepticism, but just the contrary. Секако целта на моето доаѓање не е да го зголемам евроскептицизмот, туку напротив, да не се зголеми надворешното влијание во земјава. Моментот е сега. Неколку пати кажавме дека земјата е целосно подготвена за почеток на пристапните преговори. Фактот дека Северна Македонија целосно се стави на иста линија со европските вредности и акции е доказ дека нејзиното место е во европското семејство. Ветување? Не можам ништо да ветам, но ве уверувам дека правиме се што можеме за почеток на преговорите со Северна Македонија и Албанија. Тоа е приоритет за Европската комисија и мој личен приоритет. Борел од Скопје заминува за Тирана, а потоа за Сараево, за и таму да ја пренесе пораката за посветеност и поддршка на Унијата на регионот, како во однос на руската агресија против Украина, така и за нејзиното влијание врз безбедноста на целиот континент. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.